Почитувани представници на електронските и пишани медиуми, неспособноста на Филипче Изаев резултираше со над 144.000 заразени и над 4.300 починати. Голем дел од нив не можеа на време да се тестираат, нема лекови, чекаа за во болница. А чекајќи ги вакцините, повеќе од 1700 лица починаа од јануари до сега. Илјадници наши сограѓани мораа да се лечат во приватните болници, зашто беа принудени да плаќаат и до 15.000 евра. Некои ги даваа последните пари, некои подигаа кредити, а некои собираа даноци. Власта сите ги втурна во сиромаштија. Токму затоа, ВМРО ДПМН во наредните денови ќе предложи дополнување на Законот за здравствена заштита, со кое ќе се предвиди рефундирање на разликата во цената помеѓу приватното и државното здравство на сите граѓани кои се лекувале од COVID-19 во приватните болници. Дополнително, ВМРО ДПМН ќе предложи граѓаните кои нема да можат да бидат примени во државна установа, да можат да отидат во приватна болница, каде ќе бидат лечени по цени, исти како и во државното здравство. Државата мора да биде во служба на народот. Никој не смее да трпи и страда затоа што власта е неспособна. Исто така, со дополнувањата на Законот за здравствена заштита ќе предвидиме граѓаните со хронични и останати болести, кои повеќе од 60 дена се на листа на чекање за некоја операција или друга здравствена, диагностичка и интервентна услуга во државното здравство, да можат да отидат во приватна болница, а услугата да ја платат по цена како во државното здравство. Македонија мора да биде земја која се грижи за своите граѓани. Ви благодарам.